Според последните резултати објавени на веб страницата на Државната изборна комисија, од обработените 99,96% од гласовите, председателскиот кандидат на СДСМ и коалицијата, Стево Пендаровски, има освоено 42,85% од гласовите. Кандидатката на ВМРО ДПМН и коалицијата, Гордана Силјановска-Давкова, има освоено 42,24%, а кандидатот поддржан од Алијансата на албанците и БЕСА, Блерим Река, има освоено 10,57% од гласовите. На ниво на држава, Пендаровски освоил 323,846 гласови, Гордана Силјановска-Давкова 319,848 гласови. Во Кавадарци кандидатот на коалицијата предводена од СДСМ Пендаровски освои 7,883 гласови, кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Силјановска 9,268, а независниот кандидат Река освоил 167 гласови. Изборите поминале во демократска и фер атмосфера. Во Кавадарци беше така, а и во цела држава без посериозни инциденти. Но убедливо на овие председателски избори 2019 година има покажано најслаб одзив на граѓаните. По 2 недели, да подсетиме, во вториот круг на председателските избори во Македонија ќе се гласа за Пендаровски и Силјановска. Моето граѓанско право како граѓани на нашата држава го оствариш денеска со моето гласање. Очекувам фер демократски избори. Лично за мене ова е убав ден. Треба да е среќен ден, затоа што се бира председател на државата. Сепак е голем чин, така да мислам дека треба сите да си излезе се гласа, се искористи правото и да го одбереме оној правиот човек за кој што мислиме дека треба да води ова држава и да не штити нашата држава. Очекувам патот кој што почне да го чекори нашата држава да го заврши во целост, така да се имплементираме во НАТО Алијанста, да го официализираме тоа и нормално да добиеме преговори за Европска унија, така да очекувам нашата Република Северна Македонија да се движи во правец каде што ќе се придржи кон оние членки кои што се малку понапред од нас, за да можеме да се приближиме кон нив. Како општина Кавадарци, да, стварно е добро, има мал процент на невработеност, платите растат, меѓутоа со самите потези кои што ги правиме стратешки, со отварането на нови граничен премин и со добрите соседски односи со Република Грција, мислам дека инвестициите и инвеститорите ќе бидат на поголемо ниво, така да стандардот на граѓаните треба да се подигне на повисоко ниво и да имаме повеќе услови и нормално понормален живот.